Денес со одлуката на влада почнуваат позитивните промени во образованието во нашата држава. Се става одложување на имплементацијата на дел од концепцијата што се однесува за 7, 8 и 9 одделение во однос на наставните планови и програми, без да бидат засегнати изборните предмети за кои сметаме дека се добро решение во идниот процес на образование кај младите. Ова решение всушност ќе овозможи да надминеме еден сериозен проблем наталожен долги години, веќе наназад неколку години, вие знаете, на недостаток на учебници. Секојдневно, макотрпно работевме на изнаоѓање на решение за овој проблем, дадовме максимални напори, секојдневно бевме во комуникација и се среќававме со Бирото за развој на образование, за да изнајдеме решение и конечно тоа и се случи и со силни барања, со силни напори успеавме да обезбедиме всушност учебници за децата и оваа година. Станува збор за 7 одделение, нагласувам, и оваа година учениците во Македонија ќе имаат учебници за разлика од претходните години, кога процесот на креирање, печатење, одобрување на учебници од за нас навистина непознати причини, предпоставувам повеќе познати на јавноста причини, беше неодржлив, променлив, со бројни промени во повиците, со грешки во учебниците и така натаму. Да не должам многу, значи после одлуката на оваа влада, ние почнуваме со позитивните промени и да, децата оваа година на 1 септември ќе имаат учебници. Да, тоа се учебниците кои досега се користеа. Дел од нив ќе бидат обновени. Би сакала да објаснам што комунициравме со Бирото за развој на образованието. Не е поентата децата само да имаат учебници, туку е поентата да имаат добар бенефит од образованието последователно, нели, во сите одделенија. Ние добивме информацијата од Бирото за развој на образование дека програмите се компатибилни, дека нема да има штета во знаењето на децата, дека целите од образованието ќе бидат остварени и дека овој пат ќе биде на големо задоволство и на децата и на родителите, па и на наставниците, овој проблем ќе биде надминат. Само што конкретно значи одржување за 7, 8 и 9 одделенија, дали ќе биде некој вид мораториум додека не регулирате да биде нешто позитивно негативно и дали дотогаш нема да се објавуваат конкурси за авторски тимови? Нема, носејќи ова одлука, владата всушност донесе и одлука, заклучок за го задолжи Министерството за образование веднаш да се прекинат сите постапки кои се поврзани со овој процес, со тоа што нагласувам. Ниту еден учебник за 7 одделение не беше предаден за печатење. Освен 2 учебника, ниту кај еден учебник не беше завршена процедурата. Кај дел на пишување на учебникот, кај дел на одобрување на учебникот, што опфаќа рецензенски комисии, проверка во Бирото за образование, проверка во Националната комисија. Освен 2 учебника, ниеден друг ја нема завршена процедурата. Само за 7, 8 и 9 или се размислува веќе оваа концепција да биде написана што веќе се има реализирано? Ние многу пати сме рекле дека и како Комисија за образование и наука на ВМРО ДПМН, но и како Министерство сега, односно јас како министер, дека сакаме да обезбедуваме што е можно повеќе континуитет во образованието, без нагли промени и премини, и од тука се што сметаме дека во концепцијата е добро, ќе продолжи да постои, како што ви реков, ќе се менуваат наставните планови и програми за 7, 8 и 9, ќе се поделат интегрираните предмети, историја, географија и така натаму, хемија, физика, биологија, информатика, техничко,
а изборните предмети за кои сметаме дека ќе бидат многу корисни во образовниот систем ќе си останат. Да. Поради огромното незадоволство на стручната фела генерално од историја и географија, ако не беа само тие. Има и македонистите забелешки, и музичарите, уметниците, и дел од математичарите и така натаму. Има приговори и на плановите и на програмите. Поради тоа, почнуваме со промени во 7, 8 и 9 и ќе се менуваат наставните планови и програми во 7, 8 и 9. Ако добро ве разбрав со прашањето, не? Извинете. Да, простете. Значи, поради незадоволството и минатите години немаше учебници по историја и географија. Немаше учебници по историја и географија. Овој пат, заради краткото време кое го имаме во овие 2 месеци, односно веќе немаме ни 2 месеци, бидејќи досега се отплеткувавме и вложувавме секакви напори за да извлечеме нешто во корист на децата, бирото се договоривме со бирото и ќе го задолжиме бирото да почне да изработува наставни материјали за овие 2 предмети. Но во меѓувреме, за да не губиме време, ќе се распише и конкурс, можеби сега, бидејќи е променета наставната програма, ќе се јават автори, јас сум сигурна дека ќе се јават автори, за заеднички со бирото, со заеднички сили, што е можно го создадат едниот и другиот учебник, па ние негде од половината на август да стигнеме и да го пуштиме во печат. Ви благодариме.